И пред некој ден го гледам ја Мирче на интервју за Слободен печат. Поздрав за Слободен печат. Топ 100 кафулиња у свет. Чекај се, за... Па така, За што зборевме и за тоа одма ти пише, викам, од скрос рандом друго се знаеме, така. ама ми се збореше на оваа тема. Така. А исто пред да бидам во Симфони, работев во Паспорт продукција сегашна, Lithium Records бев PR, а претходно бев новинар во Форум списанието, не знам дали се сеќавате на Форум време го кога памтам, имаше да. списание Форум, да. Таму работев и практично таму почна интернет, порталите почнаа во Македонија, мислам дека нашиот портал беше меѓу првите 5 кои што излега, не знам, тоа беа Кирилица, Форум, Офнет се појави. Да, нема гајле, нема Што ради гајле. тоа? Не бе, Сега ќе видиш ке се. да, моце ќе влезе воздухче. Спарен. И почна ковидот, фирмава за која што работев, најголемиот клиент беше од бетинг индустрија и нормално нели за ковидот се стопираше нели целокупниот спорт. Нормално кога ќе не отпушта, трпеа, да. кога ќе рачуна. Тие казино нема ли бе да? Не, работеа, има и проекти за казино, ама конкретно беа за работеа за едно од најголемите кладилници во Англија. И нормално нема фудбал, нема коњи, нема на шо се клади, ништо, да. нема луѓе во на шо да се кладат. И голем дел од колегите остана на бенч, а ние кои што бевме, кои што не бевме програмери, ни ги намалија платите за 50%. И практично беше многу неблагодарно, затоа што секогаш, како го вика тој, каков став бевме ние, вие бевте програмери, ние сме административците самите секако земаат најмали примања и плюс удрија уште 50%. Искрено ти кажам, тоа ми беше малце фрустрирачки. И сегментот кога почнавме од дома да работиме и кога требаше ја да седам у спална или у соба и да правам муабет на лаптоп, ми беше премногу фрустрирачки, затоа што сум човек кој што сака да се стане од себе, да се облече, да на работа. Да, не можам да дома свеќе правам, само нема да работам. Па не е дома. Така, зборам конкретно за мене. И одлучив, почна некои да прават некои комбинации, требаше да регрутираме луѓе во Нигерија, и више не ми се свиѓаше атмосферата и одлучив да напуштам. Како напуштив, со еден пријател за време на ковидот, комшија наводно, значи јас си сакам кафе од секогаш и во тој период актуелно ми беше Drip Coffee кафетеријата, Specialty Coffee, тоа е една мала Specialty Coffee која што се наоѓа во Капиштецка и завод за рехабилитација. И таа кафетерија држа Владимир Патлиџанковски и Владимир Ангеловски. И практично ние таму се запознавме со Specialty Coffee кај нив. Затоа што тоа е едно многу мало скромно локалче во кое што се собра еден цел комјунити љубители на кафе и дојдовме до идеја со пријателов Кирил Милевски да отвориме веб страница за продажба на Specialty Coffee во зрно или мелени кафења за дома. Само, Да, е страната, ако смеам да кажам како се вика. Да, бе, кажи. Не е моја страната е на Кирил. Моја страната е coffeerepublic.mk и луѓе. Да, бе, ја знам, да. Да, луѓе може да си нарачуваат, зборам конкретно Specialty Coffee, све во моментов што се продава во Македонија може да го најдете кај него на сајтот. И почнавме со веб страната, жена ми ни ја направи веб страницата. Ти така влагаш у тој свет. Да, и почнавме да продаваме и следствено на тоа веќе сметав дека се рачунајќи се дешава ковид, хаос, кафичи на работа, пропаѓаат угостители, помош од држави, све, и мене у тој сегмент добивам желба сајтов да се развие во смисла да се отвори и локал каде што ќе има, не знам, шоурум, каде што ќе може целава прича со кафето да отиде на еден малце поголем сегмент, а и конкретно луѓе во кои што го држа кафево, ова Drip Coffee, да го користиме кафето кое што они практично не се увезници на кафето, не го продаваат нас кафето и ние работиме на поголем објект каде што ќе има нели поголем обрт. Кафулето, значи го отворивме
на 7 октомври 2020, негде видеава за отварање. Леле. Да. Точно во ковид тој датум. Да. И 400 луѓе ден ти па, има рачуна, рекол. ние планиравме април мај и имав партнер кога почна во самиот бизнес, тоа партнерство не траеше многу долго. Мислам, све имам најдобро мислење за колегата, но едноставно во сегментот за бизнис мислам дека не Така да, можеме да различни најдеме луѓе. да различни карактери, значи се работи за супер човек, за прекрасен човек, мислам стварно Добро, здравје, да. И искрено, значи како што почнавме, влеговме во една друга авантура и влеговме, нели, отвараме кафетерија, не знаеме, треба маски да носиме, не знам, маса на 3 да, метра, бе. 5 метра, па сега работиме туку, работиме све. И практично све после тоа, све ти е само плюс, затоа што ние во нормални услови не сме работеле, ме разбирате. Најлошото сте влегли. Стварно. Да, и како го почнавме, како почна да Дјут да функционира? Од приземје почнавте ви, од подрум, ствари, не е ни на први спрат. Па да, почна да Дјут. Името ни беше инспирација од филмот The Big Lebowski, не знам дали сте го гледале, со Джеф Бриджес. Да, идевме со таа некоја Дјут филозофија, дудеизам, нели, laid back, cool, све ќе си биде како што треба. Ама не е баш така во реалниот живот, треба да се работи малце поише. Па не, вие тоа, на гостите тоа им го прузате. Па да, го пружаме и самиот амбиент треба да дојдете кај нас да видите за што се работи. Приказната почна полека да се создава и како почнавме да работиме, нормално, нели, со самото функционирање си доаѓаат и самите предизвици во работењето. Значи, ние работиме со поеклузивен производ, во смисла кафето, во моментов увезуваме сами кафе, увезуваме кафе од, се викаат Manhattan Roasters, тие се роустери, жилница за кафе од Ротердам и се у топ 10 светски specialty coffee roasteri. Значи, specialty coffee е сегмент од кафе индустријата и specialty Една coffee нишка што е една нишка. тие што разбираат, Тие разбираат. што разбираат, практично доаѓа, добиваш кафе со географско потекло и се бодува самото кафе и имаш одреден број на бодови и тоа е над таа одредена граница која што нормално многу влијание има од каде е кафето, кој го произведува, од каква фарма, на каква надморска височина, во која држава, наука годината цела. дали била сушна, не била, ваква била, таква била. И тоа кафе зелено пристигнува, нели, во Европа и во Европа ние конкретно се уште не сме се охрабриле сами да печеме кафе. Стигнува, нели, на големите сајми за кафе, а сега во најголем дел сајми, најголемите центри за кафе, тоа се Антверп, Хамбург, најголемите пристаништа, нели, нормално таму доаѓа целото кафе и има берзи за кафе и, нели, од роустерите и трговците за кафе купуваат кафе од таму и го препродаваат. И ние зимаме кафе сега во моментов од Холандија, го везуваме и имаме фина соработка и, например, ние продаваме многу скап производ за разлика од тоа што се пие во комерцијалните Така да, кафетерии. не е 6 денара еспресо сигурно. Па веќе нигде не е 6 денара еспресо. 90 по ново, 90-100, со тоа што, например, кило кафе од комерцијален произведувач и кило кафе ние што се бавиме во specialty coffee индустрија е драстична Пута 3, разлика. пута 5. Па сега пута 3 не, ама сега како вртоглаво се крева цената на кафето, веќе се гледа многу голем импут во работењето на комерцијалните кафетерии, затоа што кај нас, искрено ти кажам, на таа цена што го даваат ке рипња 2-3 евра, 4 евра, во една нарачка, друга нарачка не ги ни приметува, што не е добро, тоа не е одговорно од наша страна. А се трудиме, например, да им понудиме нешто на нашите гости на Скопјани, да пробаат нешто што не би имале прилика да го пробаат на друго место. И конкретно за цената која што го продаваме кафето, ние даваме доза од 12 грама кафе. Обична нормална доза на кафе, нормален кафиче, 7 грама. И се они ти даваат 7 грама од ефтиното кафе и ти го продаваат 100 денара, а ние ти даваме 12 грама од скупото кафе и ти го продаваме 120 денара. И после ние сме скупи.